Ало? Дуздјун? Што правиш бе? Јас сум. Да, Емине, ти како си? Знаеш ли кај е бато Фикри да не ти е во близина? Кај да знам, тој си замина. Леле, кај отиде? Отиде со каравано, трче ќе спиел покрај езерото. Тух, гледаш сега? Што се случи? Ова, Коптагел се разболе и затоа се јавив. Што му е на јунакот мој бе? Да не се собравте сите жени и од памет го извадивте? Не бе, ништо не му направивме. Од непознати причини Коптагел е психички пореметен и дури ние со баба Нурие му баевме малку, ама немаше корист ниту од тоа. И што да правиме сега со овој луѓе? Чекај, веднаш ќе дојдам да го земам. Не бе, немој да се мачиш, ќе го испратам со Исмиловци, ќе ти го пратам одма. Што зборуваш, матата Емине? Што ти кажав јас? Ама да Емине, тој има кола, нека дојде да го земе. Бога ми, само нас не мачиш овде. Молчете бе. Ке имате прилика да ги видите девојките. Добро, на одење да одиме и кај решат и јас да ја видам мојата. Молче бе. Емине! Емине! Ало? Дуздјун, те слушам. Сега. Добро, сега Исмаиловци ќе го донесат, ајде, Дуздјун, до гледање. Ајде, затвори се, гледаме. Ајде. Живи Господ, не изгоре да Емине. Абе, не ви ја кажав бомбастичната вест. Која? Тој Фикри и останатите ја напуштиле куќата на Дуздјун. Леле, навистина ли? Навистина ли да Емине? Секолна во куранот ке колам курба само Фикри и останатите да се вратат од таму од кај што дошле. Добро, ајде, сега носете го, ајде. Види како се однесува. Оди бе, полека. Бидете внимателни, бе, не го пуштите човекот. Полека само. Овие се будали на вистина. Трчајте бе, трчајте. Секако ќе трчате. Ајде, трчајте. Beni gören ağladı beni. Abi ви реков, јас многу е тежок. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni. Vay bana, vaylar bana, su vermez çaylar bana. Gitti yarim gelmedi, yıl oldu aylar bana. Aman, što me snajde, aman. Ovde je dobro. Dobro je ovde. Dobro je. Што ти е? И ништо. Тато, тука ли ќе спиеме? Да, неколку дена. Прво да ги објавиме ливите на интернет, ќе почекаме неколку дена, ако не се појави муштерија, ќе се вратиме дома. Ферит, тука нема мрежа, тетино. Те молам најди место кај што има мрежа. Те молам да му испратам локација на Коптагел. Добро, ќе најдеме, но ова ми личи на пусто место. Бе не, ова е прекрасно место, прекрасно е. Слези долу, слушаш? Нема, бато. Да те прашам, што бараше во автомобилот со Мазир Исмаил? Тебе обетката ти паднала, а нему паричникот. Кај шетавте вие? Ама не прошетавме, бато. Молчи, немој да лажеш, молчи, ќе те здробам. Гледај, автомобилот поминал 36 километри. Јас ја помнам километражата, беше 3341, а сега е 3377. А зошто тебе те прашувам, немој да ја испуштиш од вид. Добро, бато. Те гледам, да знаеш.
Ке ме збудалите мене! Ке ме збудалите, готово! Ама што е? Ништо, ма ништо, немој, не грижи се, многу викаше и се преврти наопаку како петелот. Леле, бато! Никаде да не одите! Никаде да не одите додека се вратам! Не сум завршил со вас! Симни се, ма, симни се, ајде. Си одиде, ма, ајде, симни се. Ферит, што правиш тетино таму ти? Што да правам? Само тука има интернет. Мрежа за телефон има ли? Дојди, тука има. А како да дојдам? Со лифтето. Ај, Ферит. Како, по скали, ајде. Доаѓам. Чекај. Доаѓам. Да, дома? Ти стигна порака? Од кого? Од бато Ферит? Нема да ја прочиташ? Не. Како и да. Јас сегова ќе го оставам овде, може би ќе си го прочиташ насамо. Сонгјун, не сакам, земи го. Молам, Доне. Да те прашам нешто? До тебе е Маџер Исмаил? Не, пред мене. А? Како тоа? Пред мене е, ти велам, не е до мене. Дај ми го, малку треба да разговарам со него, дај ми го сега. Чекај малку. Обе, Маџир, Доне тебе те бара. Доне. Доне, зарно нека е. Може ли да прашам од каде ти текна мене да ме побараш? Не, јас не сум Доне. Јас сум Јапрак. Јапрак? Јапрак. Да, јас сум. Бегај, Исмаил, бегај. Што значи сега тоа, бе? Брат ми те бара. Ке мора да ме земеш. Како да те земам? Што зборуваш, ме? Брат ми има цврсти докази, велам, ке мора да ме земеш. Бегај, ајде, бегај. Ништо не ја разбирам. Добро, ќе го следам јас тоа. Ајде, затвори сега, ајде. Земи, брат. Што ти рече Јапрак, брат? Абе, брат, не ја разбрав ништо. Нешто зборуваше. Изгледа се шегуваше. Бара човек за шеги. Добро, ама Јапрак мене ме има, зошто тебе те бара да се шегува? Тоа не знам, брат. Додиш да си ја прашаш саканата, а? Сигурно ќе ти одговори, ако не заборави. Ајде, престани. Ајде, бе, престани веќе. Ајде, полека, добре. Тето, внимавај, ќе паднеш. Ај, нема мрежа, и тука нема мрежа. Ферит, а ти што правиш таму? Чекам одговор. Ама погрижи се малку и за мене, бе, тетино. Нема мрежа на телефонот. Бога ми, мојот има. Твојот оператор нема. Изгледа. Смени го операторот. Добро, душо. Штом твојот има мрежа, дај да му севам на Коптагел само еднаш, а? Не може сега, ми треба да споделам нешто. Ај, каде си, бе, Коптагел? Многу ми не достига мојот Истанбул. Лимонадата беше добра. И јас да се истуширам, веќе неколку дена сум со иститалишта. Добро, ајде. Има и карпа во купатилото. Добро. А барем држи ме за рака за да станам. Дојди.
И што му е на ова сега? Што се случува? О, водата е ладна како мраз. Ајде, и што му е на ова сега? Ма што се случува? И вода снема. Нема вода. Уште ова ми фалеше. Ајде, и струја снема, бе. Фикри Саби? Татко ми е тој, ама не е дома. Има налог за присилна наплата. Вие, подпишете се вие оде. Пријатно. Пријатно. Ај, Џунејд, што се случува тука? Се ни снема одеднаш. Остана во купатилото. Прво снема топла вода, а потоа и струја снема. Сигурно татко ми не ја пријавил новата кредитна. Ја обнови кредитната картичка и сигурно не им јави, инаку... Зошто да ни исклучат се, мислам, глупаво е, како и да е, ајде. Оди и облечи се и дојди. Ама изгледа не ме разбираш, Вилам, не успеав да се избањам. Да, ми кажа, да. Ај, почекај ме овде, јас ќе најдам решение, чекај. Земи го ова, ама полека истураја водата. Ајде. Сите се од Ферит? Да, пишува без престан, замисли. Девојки, кој знае што пишува? Сакате да ги прочитаме? Ама не може. Веќе има емотивна врска меѓу нив, значи не смееме да прочитаме. Тогаш додам да зборувам со дада. Воопшто не е добро така да знаете. Ајде тогаш. Ајде. Доста бе, ага, еј. Абе, што е тоа што го тера толку на плачење? Добре, бе, бато, доста веќе. Не може да те слушаме повеќе? Доста бе, брат, доста. Се ке се среди, брате, се ке се среди. Не плачи, не е толку страшно. Човекот си има мак. Чекај да видам. Дадо, бога ми ти пристигнуваат пораки без престан. Да, не се откажува од тебе. Ако сакаш, напиши му одговор на детето. Немој да си неправедна сега. Што напишал? Што вели? Бога ми, не прочитавме. Земи види си ти сама. Леле, што е ова?
Дојдете наомо, оставете го тука. А, така. Да видиме Сенка, да. Ајде, сите да го Не кренеме. плачи, бе, не плачи. Ајде да го кренеме малку, ајде. Исмаиловци донесоа болен човек. Чекай да затвориме. Боже. Што се случило со момчева? Беше како карпа. Баба Нурија го испрати овде. Ние го донесовме, мислејќи дека татко му е тука, но никого нема. Живи Бога си отидо. Каков баксу се, бе. Добре. А кај да ти да, чичко Дузин? Од кај да знам, бе, рекоа покрај езерото, ама не знам кај отидо. Ако ги најдете, кажете ме и мене. Добро, ќе ти кажеме. Добре дојдовте. Добро ме најдовме. Со среќа, Уѓун, гостите заминале. Што значи сега тоа? Нема да имаш многу работа. Со овој што, ќе остане ли? Сте разбира, нека остане. Работите на Фикри се овде, ќе дојде по нив и тогаш ќе го земе и Коптагел. И ќе шура заедно. Ајде ви благодарам, 2 по 2 Исмаиловци. Ајде, одете сега, ајде. Пријатно. Пријатно, Ѓелдин. И тебе. Пријатно? Што ме така пријатно и од мене тогаш, ајде. Што е сега пријатно па пријатно? Ајде, одете веќе, ајде. Абе, Исмаиловци, земете ја и носилката и одете. Ајде. Абе, Боже Господе, добре си, ајде смени. Тато, што ќе правиме со Коптагел? Што да правиме, бетерко? Денаш дека нервите му попуштиле на момчето. Многу лошо изгледа. Ќе мора да го легнеме во кревет. Треба да се опушти малку. Што е тоа? Добре, синко, добре, смени се, добре, смени се. Ова е минибус. Нели овој обожува минибус? Изгледа тоа му е. Можно е. Види, и оловото има форма на минибус. Тато, знаеш дека Бато Коптагел во Истанбул работел со минибус? Како не знам, секако дека знам. Тато, може би ќе донесе минибуси во селото. Ако е пишано и тоа ќе биде, Терко. Прво треба да одлучи да се смести во селото. Како така? Домазот ли ќе биде? Слушайте, душички, ние прво да го оздравиме овој овде. Терко, донеси ми го дукук сирупот од кујната. Тато, да не му наштети дукук сирупот? Не, Терко, ништо нема да биде. Ставете му малку вода и нека го испие. Ке му олесни, многу е напнат. Добро, веднаш ќе донесам. Стој, остани овде, не оди никаде. Ајде, Терко, ти донеси го. Добро, тато. Ајде. Синко мој, абе, смири се, види го сега. Полека, бе. Ѓуѓун, брзо, донеси го, сиропот. Ај, извини, тетино. И зет ми зборува на телефон. Само мојот ли нема мрежа? Татичко, се ни исклучија дома. Што исклучиле, бе? Струја, вода, природен газ, се. Бог да чува. Абе, ти оставив еден куп пари, зошто дозволи да исклучат се? Татичко, бе, пред да се расонам, тие се ни исклучиле веќе, бе, тато. Што да правам? Не знам што ќе правам сега вака. Струја нема, вода нема, природен газ нема, интернет нема, тато. Кога ќе ми снема батерија на мобилниот, немам никаде да ја наполнам. Не може така. Ти најдобро качи се во автобус и дојди овде. Качи се и дојди. А зошто јас да дојдам, бе, тато? Зошто вие не доаѓате? Зошто ние да дојдеме, бе, синко? Ние уште имаме работа овде. Јас не знам уште колку дена ќе останеме. Качи се ти во автобус и дојди веднаш, браво, дојди. Добро, тато, ајде. Ќе ти се јавам кога ќе тргнам на. Добро, ајде сега. Исклучи, не троши многу. Јас сите пари ги потрошив. Како ќе одам сега таму? Со автобус, вели, дојди. Еј! Тука е! Опа!
Многу ти студи изгледа, а? Не бе, студење веќе смрзнав. И косата не ја исушив. Подобро да си одам дома, ми студи, не можам да останам овде. А јас што ќе правам овде? И зошто рече така? Абе, зборував со татко ми, не се знае кога ќе се вратат назад. Уште се таму во селото. А Ферит? Да, и тој е таму со него. Види, зошто е тој таму? Нека се качи во авион и нека дојде. Тоа не е толку лесно. Ја знаеш она селанката Не, изгледа селанката од тоа село било, од таму е. Каква сорта е бе таа? Боже, каква селанка е тоа? Знаеш ли што ми текна? Ти имаш кола, така ли? Секако имам, скоро си ја купив најнов модел. Имаш гориво во резервоарот? Секако дека има. Па тога што седиме овде, да одиме и ние на село? Може. Пи, синко, пи. Пи, сине. Земи го сега. Коптагел, синко, дали ти е подобро малку? Изгледа се уште не му е добро. Некој го има урочено. Ај, каков урок, тато? Кој би го урочил овој? Жими Господ не знам, ама може да е урочен. Затоа што овој е вистински човек. Вистински маж, јак маж. Да имаше урок, нели му баеле? Требаше да му помине до сега. Значи многу е урочен, многу. Да му дадеме уште малку од сирупот, а? Тато, многу ќе му дојде? Нема, не грижи се. Дај, Тирко. Дај. Ставај, бргу. Измешај. А така, измешај. Измешај. Ете така. Ајде уште малку. Ајде сега, испи го ова. Некс. Пи. Погледни ме. Коптагел, синко, кој сум јас? Бато Ибрахим. Коптагел, кажи нешто, синко. Те молам, кажи нешто паметно. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Готови сме. Готови сме, значи што? Смирете се, бе, ако паничите ќе не открие. Абе, што правите? Празна ја носите? Немој да ја носите празна. Да се качам јас. И прошетајте ме малку, а? На секаде бе барам. А зошто не бараш реша така? Да ве прашам за тепсијата. Ми купивте тепсија? Ние бараме кола за да отидеме да ти купиме тепсија, ама не можеме да најдеме. Добро, дојдете. Ке ви го дадам джипот и одете, купете ми тепсија. Навистина ли? Не бе, се шегуваш, дали? Да, навистина. Навистина ќе ни ја дадеш колата, така? Да, ке ви го дадам джипот. Затоа ти дојди вечер кај мене, мажир, имам малку работа со тебе. А каква работа имаш со мажир? Што ти е гајле тебе, бре? Што ти е гајле? Приватна работа. Добро, ти дојди вечер, ќе ти го дадам джипот, земи ги овие со тебе. Утре одете во Мармарис. Добро, ќе дојдам. А во колку да дојдам, а? Дојди по вечерната молитва, ама сам да дојдеш. Сам да дојдам. Дојди сам. Бато Фикри уште ли е во кафеаната? Не, сите се кај зерото. Зошто? Тоа не знам. Добро. Да не ме задржувам повеќе. Ајде, со здравје. Што му е на овој, бе? Што може да биде? Многу се молеше. И затоа стана добар човек. Така е, си. Слушај му. Зошто рече вечер да одиш кај него? Од кај да знам, бе, да му се сневиди? И не знаеш зошто ја прак ти се јави? Ај, тоа не знам, брат. Бата, јајде. Леле. Што е, бабо? Што се случува со тебе? Воопшто не сум спокојна, Емине. Ај, зошто? Што се случува? По стариот син на Фикри, тој Коптагел, наеднаш спобудале. Во селото се вртат некои духови. Сигурно во селото дојде духот на Басри, татко му на Фикри.
Сигурно дошол духот на татко му на Фикри. Керко, да знаеш. Бабо, ма, каква врска има сега тоа со Бато Басри? Не ми е јасно. Како го измисли сега тоа, а? Така е. Не видов бел ден од тој Басри гадот, направив многу гревови. Поради него направив гревови, Керко. Бог да чува какви гревови? Не смеам да кажам тоа. Тоа е тајна. Таа тајна со мене ќе влезе во гробот. Баба Нурие, а каква врска има тоа со Коптагела? Кога првиот пат дојде Фикри, ти се исплаши трчајки и си замина, потоа Коптагел дојде во селото и ти го прегрнуваш, го бакнуваш некако. Што да правам? Тој се роди во мои раце како лав беше. Може би јас си поиграв со неговата судбина. Поради тоа сега имам грижа на совеста, леле. Проклета да сум, срцево ми се кине. Баба Нурие, ти стана многу мистериозна жена. Зошто велиш дека си поиграла со судбината на Коптагела? Што имаш грижа на совест ли? Не можам да кажам. Тоа е друга тајна. И таа тајна ќе влезе во гробот со мене. Не викај гроб, ма Бог да чува, ма бабо, аман пу. Бог да чува, Емине. Кажи ми, Емине, дали му помина малку на детето? Што велиш, а? Bir taş attım pencereye, tık dedi, anası çıktı, kızım evde yok dedi, vay vay. Тата, овој навистина одлета? Не, ништо не му е. Ете се, отпушти малку, иде. Добар е. Armut dalda, kız balkonda sallanır vay vay. Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay. Зошто? Зошто мене не ми текна за тој сируп, а? Vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay. Senin için 15 sene kasır diye. Atalım mı? Илгјун, на кого му зборувам? Одговори ми. Ајде, Илгјун. Еј, таму ли си? Знам дека си таму. Ќе дојдам и ќе те грабнам. Илгјун, што правиш? Ќе ти пишувам се додека не ми одговориш што правиш. Што да правам? Јас се мачам со тебе. Се врати во живот. Еве, види. Охо. Што е ова, зете? Само мене ли да ме малтретираш? Што не улови кит? Како да уловам кит, балдаски, ова е езеро, не океан? Далече океан ќе уловев кит. Значи, зете, јас ти велам Коптагел, а ти ми даваш огромна риба во рацете. Погледај, види го, земи го ова и сликај ме веднаш, ајде, дојди. Опа, дојди, полека, опа, види, ајде. Добро е. Ајде, сликај. Добро, те сликав, добро. Еве ти. Зете, Бога ми не можам повеќе да издржам. Те молам да се јавам од твојот мобилен да го побарам Коптагел. Па јави со твојот, Нема мрежа, зете, мојот нема сигнал. Тогаш земи си линија што има мрежа. Така. Зете, колку си скржав ти. Не е точно. Ова не е скржавост. Не се, ајде, јави се. Благодарам, зете. Господ да те благослови. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay? Değişir 15 sene. Yatalım mı vay vay? Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay? Değişir 15 sene. Atalım mı vay vay? Atalım mı Arap kızı? Ми исклучи изгледа. Само пејси. Ајде, синко, седи.
седни овде, ајде. Добре. Ајде, погледни ме. Ајде, смири се. Коптагел. Тој мисли дека сум јас затоа, нели бројот е мој телефон. Чекај да му напишам порака. Мој телефонот. Јас сум Елмаз, веднаш јави се на бројот на зет ми. Дај ми го, ајде. Еве повели. Ај, значи каде си, Коптагел? Кај Илгјун е тој? На вистина? Да, се допишувам со Илгјун. Таа ми кажа. Психички бил растревожен. Оттишол кај нив. А тие го расположиле него. Бога ми не знам како. Психички бил растревожен. Многу ме интересира што му направиле, што му поминало. Ферит, може веднаш да се спремиш Тетино да одиме да го земеме, ајде. Така треба. Психички бил растревожен. Ајде. Ајде, Тетино, ајде, брзо. Ајде. Каде? Одиме кај Дузгјун, зете, да ги собереме работите. Прво да јадеме, после одете. Какво јадење, зете? Еве, видете, скарата е готова. Не смее долго да стои, ќе замириса, да испечеме и да јадеме. Коптагел, ама Коптагел. Доста су тој коптагел веќе. Нема да го изеда човекот. Риба ќе јадеме, риба. Риба имам овде. Колку ми падна? Минибус ми падна. Абе, буквално го продаваат минибусот. Синко, види, ако нека го продадат минибусот, не вреди толку да се потесува за таа работа. Не е баш така, знаеш. Тоа е. Што ќе види ако го продадат? Сега по продажбата линијата останува. Дури ставаат нов минибус, а стариот го испраќаат во некое село. Така е тоа. Тоа е добро бе, синко. Нели е подобро да биде нов? Не. Не е подобро. Тој беше мој минибус, само абе да го видиш. Си го дотерав и го чував како дете. Нели тој истиот што го видов во Истанбул беше многу така украсен, дотеран, нели? Нели беше многу? Па што толку многу го сакаш, дај пари, земи го. Како да го земам? Имам ли јас пари? Парите се кај баџанакот. Кај баџанакот? Секако ете, зетот на Елмаз. Елмаз! Има ли уште те пелокот да не заврши, а? Не, синко, доста ти беше, доволно испи, доволно. Сиропот ништо не помогна? Што зборува овој тато? Бога ми, јас не разбирам, овој буквално се претвори во автопилот. Целиот спобудале, ама многу е смешен. Ама што е смешно тука? Синко, може ли да ми наплатиш за двајца? Се разбира, ќе ти наплатам. Синко, престани веќе, доста беше. Опа! Ајде, дојди на риба! Мачава, како јагнешко е, Кој е сега? Господин Решат дојде. Добро вечер. Добро вечер. Ми се гледа со крвата, ќе ме сака. Ама за жал ја нема. Ќе имаш некој ден, ќе имаш. Госпоѓа Елмаз, дали е жива мајка ви? Почина, господин Решат. Бог да ја прости. Ви благодарам. Ајде, дојди, седни. Господин Решат, може ли да не однесете до селото пред да се олади моторот на колата, ве молам? Не е проблем. Јас ви сум на располагање. Да, сакам. Само јадете риба, после одете, не? Многу беше вкусна, зете, да ти се позната трацата. Јас и онака не сакам многу риба. Ке одиме на Кешкек, госпоѓа Елмаз? Да, сигурно е така. Ајде, побрзо да одиме. Ајде, тогаш одете. Тато, јас ќе одам со тета, да не ги носи сама работите. Бе, Решат ќе помогне, бе. Да не ја пуштаме тета сама со Решат во ова време. Ајде, оди, ајде. Тето, чекајте ме. Дојди, ајде. Каква опашка има, бе. Не могла е вкусна. Слушајте ваму. Нели овој Ферит утро во Решат го направи магаре и ја спаси Илгјун. Што велите, дали ја освои со тоа дело? Остави го него, туку види што направиле луѓето. Ја украле сликата на девојката и повторно истата ја направиле. Да, бе. Знаеш што мислам јас? Да сум на незино место, ќе ги дадам на суд и ќе барам оштета, навистина.
Бога ми! Што ти е тебе, бе? Навистина те прашувам. Што се замислуваш? Америка да не сме ние овде? Така мислиш функционираат работите овде? Така се ќе се заврши. Што зборуваш? Абе, Маџир, што те мачи? Абе, браќа, решат зошто ме вика. Само на тоа мислам. Чудна работа, згоре на тоа рече дојди сам. А каква работа би имал решат со мене, бе? Да не сака да ме касне? Не оди сам. И јас да дојдам со тебе, а? Што велиш? Не бе, нели рече сам да одам сега? Рече дојди сам, што да правам? Па добро бе, нека оди сам. Може би човекот ќе каже нешто, боже, а? Оставете го тоа. Да се вратиме на темата. Утре во Мармарес ќе купуваме тепсија, нели? Сите да дадеме исто. Добро бе, брате мили, биди спокоен. Ние сите ќе плаќаме колку што треба. Само малку, чекај. Зошто јас да давам пари? Нели тепсијата ја украдовме за запросување на вашите девојки, онака мојата сакана не е во куќата на Дузѓун. Згора на се украдовме раванијата што ја направила мојата сакана, значи вие треба пари да ми дадете. Живи Господ добро кажа. Во право е. Чекајте, сега пари да ви дадам право. Да ви дадам, ама ми го нема паричникот, бе? Види ги, бе. Спомнавме пари и овој вика не ви давам пари. А новој паричникот му го нема. Абе, навистина ми го нема паричникот, еј. Не ме интересира Маџир ефенди. И да се најде, и да не се најде тој паричник, ти ќе дадеш пари. Тој се така ќе платиме тепсијата. Добро бе, не бегам, ќе дадам пари, ама само да го најдам. Чекај, каде е бе паричников? Како може да го нема? Тој ден не се прошетав, бе, ама ако сакаш утре, цела вечер ќе те шетам. Цела вечер. Ако не ти се бендисува, ако му каже селото дека е мало, тогаш ќе те однесам на заливот, на море. Аха. Може така, сакаш? Навистина не знам, има време до утре. Аха, ама дали тоа значи дека да? Ете, нека биде утре, па ќе видиме, господин Решат. Ајде сега да одиме. Утре? Ете, утре, господја Елмас, утре. Коптагел. Да, Елмас дојде? И Батореша дојде. Кој дошол? Кој ќе дојде? Твоите дојдоа, бато возач. Изгледа поминува дејството на лекот. Поведете, ајде, дојдете. Нешто е тека, чете се горе. Не, господин Дузѓун, ви благодарам. Да го земеме Коптагел и одиме. Добро, вие се знаете. Девојки, ајде, донесете ги куферите. Синко, ајде, стани сега. Стани, ајде. Каде одиме? Ајде, стани, ајде. Дојди вам, дојди, ајде. Боже. Ајде, полека. Така, полека. Ваму, наваму. Види, женава, бе, не е гајле за работите, само Коптагел, па Коптагел, амен. Да не ги собиравме работите, неа немаше да интересира. Молчете, ајде, оди. Добро, синко, добро. Коптагел, добро ти е, тетино. Што е ова? Ајде, дојди. Ајде. Помини од тука. Ајде. Добро. Застани овде. Чекај ме вечер. Ќе дојдам. Што правиш ти? Што да правам? Ми недостасуваш. Што е ова вака? Тргни го. Добар е, машала. Добар е. Навистина ли е добар? Добар е, ништо не му е. Благодарам, Чичко Дузѓун. Многу ви благодарам. Ама бе, синко, ништо не е тоа. Да си ми жив и здрав. И ти да си жив и здрав, ајде. Ово е многу станал емотивен. Добар ли си, тетино? Да, така стана. Сестри мои. Најмили мои. Дојди, душо. Збогу. Коптагел, што им правиш на девојките пред татко им? А ти чија ќерка си? Ајде да одиме, тетино.
Слушли ме, да не му даде од дукук сирупот? Да, беше малку напнат и сега се опушти. Ама сега се му помина. Каков сируп? Што му дадовте вие на мојот коптагел? Дукук се прави од цветови на лале. Се е на билна база, специјалитет на селото. Значи нема никакви додатоци. Веднаш мирува, потоа поминува дејството и баф. Ај, што се случува? Што се случува? Ништо. Му помина дејството на лекот. Поминува дејството на лекот, добар ли си? Ајде, синко, ајде, оди. Ајде. Ништо не му е, Ништо нели? не му е, господи Елмаз. Дојдете, ајде, отворете вратата. Дојде, Да се вкачам ли? Влези во колата, ајде. Ајде, влези. Вие молчете. Видовте ли? Човекот се урна, а беше како карпа. Боже. Девојки, Ерол каде? Не го видов цел ден. На вистина, тато. После толку викање, тој требаше веќе да биде овде, нели е така? Боже. Со Господ напред, со Господ. Ерол! Абе! Ерол! Ау! Детево се превртело наопаку, бе! Леле, што ти е, бе, синко? Што се случи? Што? Зошто си вака наопаку, бе? Господ никого да не преврти вака, Боже! Ајде, што бе сега на овој? Колку прсти се? 2. Абе го одлепил? Држете го, девојки, држете го да го наместиме. Бога ми. Падна како смотан. Слушај, маму. Синко, добро ти е? Кажи ми, ајде. Тато, и Ерол испил дукук. Зошто испи, бе, дукук, синко? Да се опушта малку. Зошто? Дух влезе во мене. Бог да чува, уште го споменува тој истиот дух. Не велам. Зошто? Затоа што се опушти, ми олесна. Добро, тош легни и спи. Бог да чува. Ајде, девојки. Бог да чува и да брани. Ерол, Што? ако ти треба нешто слободно, викни ме, не се срами. Викни ме. Ништо не ми треба, само ти ми требаш. Леле, јазикот му се одврза на овој. Наđun, ајде, цирки. Дојдете, не стојте таму. Ајде, дојдете. Па овој тато, па што може да ни се случи? Да, гледаш, човекот е целиот опуштен. Што може да ни направи опуштен човек? Глупава, ајде. Полека, зете. Што му е на овој, бе? Во депресија е тато. Каква депресија? Каква депресија може да биде, зете? Се глупира. Господе Боже. Не прашувај, бато Фикри. Душата ни ја изеде попат. Мисли дека господја Елмаз му е сакана, а вие не го бавте дека. Знам. Но тато, бато, не му е добро. Не се шегувај ти. Добро, Што испил вака, што побудалел мојот син? Му дале некаков лек, зете. Каков лек? Дукук, ти го знаеш, бато Фикри. Дејството ќе помине, човек се смее. Дукук? Како не го знам Дукук, го знам. Дукук. Да, Дукук. Дојди вамо, бе, Донеси го вамо, донеси го. Дојди, зет ми те вика. Коптагел. Има ли телефон во него? Има. Земи му го. Каде? Го земав. Земи го. Добро. Дојди, синко.
Јунак, синко мој, дојди, дојди бе. Дојди бе, добро е, дојди, ајде, дојди. Дојди, јунак мој, сини мој, ајде, дојди. Сврти се, ајде, сврти се, ајде се, така, сврти се. Ха? Видели? Ајде, опа! Ај, зете, ти што направи? Добро направи, добро, инаку немаше да се освести. Што се случува, бе? Ој, каде сум јас, бе? Како се најдов во вода? Ај, Боже! Се освести! Абе, облечен во вода се влегували, бе, Господе Боже! Што сум направил, бе? Тој, Господ! Немој, бе, Боже, доста е, бе, доста! Се освести веќе, Господе Боже! Ете така, ајде, дај ми го сега тоа, дај ми го. Ах, бе, зете. Земи го овој, неко ќе настинеш, ајде, погледни ме, јунаку мој, бе, види. Браво. Да не се случи нешто со мене? Не. Веќе си меѓу нас. Добре дојде, бато. Абе, браќа, го нема, никаде го нема. А по джебовите? Проверив и по джебови го нема. Ќе го најдеш. Не се, јас си одам дома. Ајде. Ќе дојдам и јас со тебе за кратка вечерната молитва. Брешат ме чека. Ајде, дојди. Дојде време за молитва. Знаете и сами дека утре не чека нов маратон со баба Нурие. Треба да се одмориме, нели? Ајде, добра ви ноќ. Ајде, ака, добра ноќ, легни си, ајде. Нема да ме будиш за утринската молитва. Може би вечер долго ќе останам таму. Ќе ти напишам некое ливченце, па ќе видиш дали да ме будиш или не. Во ред? Ајде се гледаме. Ајде. Со лесно нека ти, ајде. Ајде, пријатно. Ајде. Да ти кажам, Фикри, изгледа малиот син ти е зависник од интернет. Дури и насред планина си бара нешто. Господин Мас, ако и вие имате профил на некој од социјалните мрежи, можам да ве следам на секој начин. Не, благодарам, немам. Решат. Ај сега ти оди си. Ние сега ќе си легнем, ајде. Добро, да го испијам чајот и веднаш ќе си одам. Не можам да дојдам, не можам. Мораш. За еден час те чекам кај водопадот на влюбените. Водопадот на влюбените? Што ќе правиме таму? Ај, Боже, сигурно ќе ме бакне. Не. Не може на водопадот на влюбените. Ти дојди. Не можам да дојдам. Ерол е таму. Нема да не остави на мир. Ерол е онесвестен. Можеш да дојдеш. Не, ти дојди кај водопадот. Сакам да те видам за последен пат. За последен пат? Да не решиле да си одат овие? Зошто за последен пат? Бинго. Се фати за јадица. Кој се фати, бе? Што за јадицата? Ништо, тато. На другарите им кажував за рибата што ја улови. Слушај, јас се свикав со неа. Ако сакаш ќе те испратам да им ја покажеш. Добро, ќе ми ја испратиш. Слушај, мамо, напиши дека имаше најмалку 6 килограми. Немој да заборавиш, најмалку 6 кила. Не е важно како си фатил риба од 6 кила, важно е како сам ја изеде таа риба тешка 6 кила. Решат, ајде сега оди си ти. Велам, ние ќе спиеме. Добро. Утре сте овде, така? А задутре? Пријателе, нели ти кажав до понеделник сме овде, а? Абе, коптагел што се нервира сега. Не се нервира господин Решат. Од потресот е таков. Добро. Тогаш да си одам ако ми дозволите. Оди. Добра ноќ. Ајде, добра ноќ.
Слушни ме, да се најдеме утре и да прошетаме малку. Добро, сите ќе прошетаме. Ајде, добра ноќ, добра ноќ. Види ваму, Коптагел. Што се обидуваш да правиш? Што правам јас, Не Елмас? се преправај дека не знаеш. Ти буквално и се додворуваш на најстарата керка. Кој, јас? Ти. Да, бато Коптагел. И јас сум сведок. Не ми е јасно, бе, јас се колнам дека ја гледам како сестра, ти сега ме тераш да викам ли, Елмас? Ми судиш без доказ, така, и овој внук ти те поддржува, така, вие сте се здружиле. Ајде, нему вакви работи да ми правиш, Елмас. Замолчи, ајде. И јас приметив се. Постојано се вртиш околу неа. Господине Фикри! Слушај ваму, Коптагел, внимавај на однесувањето, инаку веќе нема да ме видиш. Ете така да знаеш. Елмас, ставете ме во зандана. Убите ме ако сакате, изгорете ме. Што е ова, бе? Ти ќе спиеш надвор. Господине Фикри. Ајде, Елмас, ајде. Ајде и ти, бе. Јас ќе прошетам малку. Добро. Не оди многу далеку. Добро. Ти влези там. Господине Фикри. Како да спијам надвор? Да, зете, ноќе е многу убаво. Абе, не ме дрибле пат. Елмас! Елмас, ти не знаеш што се случи. Крилјата ми ги искршија. Минибусот ми го продаваат, Елмас. Колку пари е еден минибус? Колку пари е? Колку пари е еден минибус? Сите имат минибус, јас немам. За мене не е човек тој кој што нема минибус, Елмас. Сакам да стивам болката по минибусот и се најдов таму. Ама... Коптагел? Колку силно отвори ме уби, бе. Извинувањето ти е пострашно од делото. Срам да ти е. Немој, Елмас, да правиш така, те молам. Немој да не уништуваш сега, Елмас. Значи, најголемата болка на овој свет ја стивна без мене. И тоа ја стивна со таа девојка. Елмас! Доста, бе! Немој да викате! Утре ќе зборуват, ајде! Ајде сега! Ајде, влези ти! Ајде, ајде. Ти каде, бе? Бегај таму! Бегај! Па да си легнам. Чиј дом е овој, бе? Твој дом? Ти, можеш ли во Истанбул да спиеш во моја куќа, бе? Не? Господине Фикри. Ајде сега спи надвор. Господине Фикри. Господине Фикри, ама јас... Елмас! Елмас! Што е ова? Елмас! Господ ќе ве казни. Господ ќе ве казни за ова. Како бе да спијам во ова сега? Ќе платите за ова, да знаете. Види го, бе, ова. Не ми се верува, види го. Јас човек во години сум како во овоќе. На што личам ове? Како црв некој. Мори, слушај, да те прашам нешто, не можам јасно да гледам јас со моите очи, затоа Фери дали е убав? Па да, убав е, ама имал постар брат кој се викал Коптагел. Коптагел. Тој бил многу згоден, бил многу харизматичен. Така велат. А ние сме го виделе него? Не знам, не ми се верува. Тогаш од кај знаеш дека бил многу убав? Сега се допишувам со комшиката во нашата група. Таа ми кажа, го видела денес, бил многу убав, многу харизматичен. Да? Бога ми, да. Појави се пред тој Коптагел, можеби ќе му се допаднеш? Нема, мене друг ме сака. Нели Лаз Исмаил ке ме запроси? Ама
Ако сакаш ти појави се пред него, сестричке. А не. Јас го сакам најмалиот од нив. Тој во Истанбул. Джунейд. Како се сеќаваш на него, ма? Ти забораваш се, а него не го заборави. Дури и името му го памтиш. Што да правам, Дадо? Ете, не можам да го заборавам. Го мислам цело време. Ти? Си се влюбила, ма? Тоа не знам. Ако дојде овде, ако гледам некаква иднина со него, тогаш ќе се заљубам. Сега само се спремам, така да кажеме. Девојки! Што правите, бе? А? Маџери, Исмаил! А што се случи? Кого чекавте? Што мислевте? Мислевме дека си старицата. А? Старицата. Старица? Зар јас ви личам на жена, бе? Јас сум маж и пол. Господе Боже, што зборувате? И онака старицата не е жена, дух е таа, бе, дух. Духот нема пол. Дух? Видете смотани едни. Не постојат духови. Заборавете го тој дух. Ај, многу се плашам. И вели пак се плашам. Абе, не постојат духови. Што значи? Значи нема дух. Добро? Како беше? Нема дух. Добро. Ама не е само тоа. Има уште нешто. Твоето доаѓање овде е пострашно, дури и од духот. Абе, вие што сте пиели, а? Не знам што да ви кажам, жими се. Боже, брат ми дојде. А не ми е јасно зошто се плашите. Утрово разговаравме по телефон и ништо не разбрав. Сега зборуваме во живо и пак ништо не разбирам. Хајде кажете ми зошто се плашите. Абе, брат ми од утрово е многу нервозен. Не бе, ние денес се видовме со брат и дури реше тага ме викна овде. Ние сме во добри односи, ќе видите, нема проблем. Море, Маџир! Доаѓам, бато реше, доаѓам. Човеков е цар. Хајде се гледам. Дојди, со джипом ќе одиме. Ага, ти жими се цар си, еј. Ајде, влези, одиме. Ајде, одиме. Додо, јас погрешно памтам? Да, памтам. Нели бато ќе го убие овој, а? Не знам, ќе го убиеше, ама изгледа се смириле. Тој е постар, знае што прави. Девојки! Што се исплашивте, бе? Јас сум Исмаил. Леле, лас Исмаил. Добре дојде. Ама и овој пат доцна дојде. Сега отиде брат ми. Каде? Имале работа со Маџер Исмаил. Ете и јас тоа го велам. Што има работа, зошто мене не ме вика, туку Маџир го вика? Чекај. Ти да не ме изневеруваш мене, Јапрак? Па што ако те изневерува Јапрак? Не плаши се, јас нема да те изневерам. Жити, Господ, доне сестра, те молам, што зборуваш? Жити, Бога, те молам. Ти си ми како сестра на овој свет, а во исто време, ако даде Господ, ќе ме бидеш и најсакана балдаза. Што рече ти? Што реков, де? Најсакана балдаза, реков. Како бе? Епа види, нели јас сега ја сакам Јапрак и откако ќе се венчам со неа, ти ќе ми бидеш сакана балдаза, тоа велам. Јапрак? Ти ја сакаш? Нели мене ќе ме запросеше од брат ми? Бог да чува, какви се тие зборови? Срамота е. Јас имам една единствена љубов, а таа е Јапрак. Каде одиш, Дадо? Не доаѓајте по мене. Ќе пешачам. Јапрак, нели ти знаеш дека јас те сакам тебе? Не знам. Добро дете, сега знаеш. Па дај Боже и ти да ме сакаш мене. И тоа не знам. Треба да размислам за тоа, зашто ти си љубовта на сестра ми.
Види ја што зборува, бе. Какво семејство е ова, не разбирам. Сите се чудни овде. Донер, Јапрак, Донер, сите, не ме излудувајте веќе. Проклета си, Исмаил ме излажа. Ми даде надеж. А ти си се заљубил во мојата сестра. Кој би рекол дека ова ќе ме снајде, Боже Господе? Ај, Господе, што ти сгрешив? Се плашев дека нема да дојдеш, ама ете дојде. Ама морам веднаш да се вратам дома. Застани малку. Што правиш ти? Љубовта ја влечам во мене. Ке ми треба во Истанбул. Во Истанбул ли? Да. Немам многу време и затоа те викнав овде. Твојата љубов ќе ја носам во Истанбул. Каква љубов? Ова ни е втор ден на нас. Љубов, Илгюн, се случува и на прв поглед. Кога ќе одиш во Истанбул? Веднаш, подоцна. Во зори тргнуваме на пат. Што ме снајде, не ми се верува, бе. Што е ова? Господе. Што е ова? Абе, што е ова? Комарец ли ова? Бе... Абе, бега, бе, будал еден. Види го се запнал, па... Бркај работа. Што беше ова, бе, да ти се плукнам во раката? Леле, се искршив главата и не ми се... Барем да го утепав. Да ти се плукнам во комарецот. Господе Боже, бе, видиме ме како хот-дог сум во ова, бе. Бе, Елмаз, бе, не знам што да кажам, види во каква состојба дојде славниот возач Коптагел. Лежам како мрднат и тепам комарци. Комарци. Господе, колку била болна љубовната рана. Какво било ова неверство? Те молам, Господе, нека се појави човек пред мене, што веднаш ќе го заборавам неверството на Лази Исмаил.